вас кои што ни дојдовте од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, дечињата од целодневен продолжен престој, и ви посакувам да си поминете убаво со оваа наша новогодишна бајка. Новата 2020 година нека ви донесе многу успеси, многу награди, многу среќа и многу насмевки на вашите детски лица. Бидете побројни, бидете најубави и благословени. Среќна ви нова година, новогодишни и божикни празници. Уживајте и ќе ве замолам тишина. Прекрасно е, ама мораме да молчиме за да слушнеме. Договорено? Ве сакаме сите. Воспитувачките од детската градинка најмногу ве сакаат. И сите тетки, и сите дечиња. Добро? Дајте да слушаме внимателно. Ке ве молам, молчи. Thank you.
i dobih mnogo pisma i želbi od vas. No, dobih jedno pismo čudno, bo čitav cela nogi budno. Zamislite, Snežana, Pepelaška, Petar Pan, saka prikazni so dobri dela, za da ja pretpored vešterkata, bo samovila celo. Nivnata želba se ispolni. Prikazni novi imao sam jas, no nema da ih i dadam v ovoj čas. Sakam so svoji oči da vidam i sakam da slušnam kako loša ta vešterka po dobar lik je se predoči. Hajde, dečinja, kako što nova ta prikazna ne uči, da vidi me što će se sluči. Ho, ho, ho!
Да. Принц? Па мојот принц. Мене треба да ме разбуди мојот принц. Не сум јас твојот принц. Јас си го барам мојот Питар, да не го виде негде случајно. А, мислиш на оној малиот, зелениот, со зелената Да, тој? Не сум го видела. А и што би барал тој во мојата бајка? Ти изгледа нешто си залутала. Која бајка? Да, ова е бајката на заспаната убавица. Не сум јас залутала. Јас си го барам мојот Питар, ама изгледа веќе отишол кај лошата вештерка. Не, нека е лошата вештерка, па таа е виновна што јас сум таква. Јас брзо, ќе одам да си го најдам мојот Питар. Чекај, јас ќе дојдам со тебе. Нема повеќе да спијам. Ќе одам да си го барам мојот принц. И тогаш ајде, си го барам и мојот принц и мојот Питар. Ајде. Здраво! А што правиш? Зошто ги фрлаш јаболките? Погледни, цела е жолко. Си го барам моето црвено јаболко. Ова не е убаво. Црвено јаболко бараш? Да. Ама Моето снежана. црвено јаболко. Ма зошто бараш црвено јаболко? Не знаеш дека кога и со само еден грин со црвеното јаболко ти ќе се отруеш. Ќе паднеш долу отруена. Ма како не разбираш? Мислиш дека јас сум глупава? Ако не го најдам, моето црвено јаболко, ако не го изгризкам, како ќе паднам во бесвест и како ќе дојде мене принцот да ме бакне? Моето црвено јаболко. Принцо? Каде е мојот принц? Принц? Да. Којот принц? Мојот принц? Мојот принц треба да дојде да ме бакне. Не, треба да дојде мојот принц и да ме разбуди. Не, ума ме разбира. Мојот принц треба да дојде мене да ме бакне. Не. Мојот принц треба да дојде мене. Девојки, престанете. Зошто се карате па секоја си имате свој принц? Ти си имаш твој принц, ти си имаш твој принц. Вие двете сте од две различни бајки. Погледни ја, па таа падна. А неа ниту добрив се ковам, неа ниту Ама добрив. Снежана, па зарем не ја познаваш? Па ова е Трнорушка од приказната заспаната убавица. И знаеш, кога принцот не е до неа таа малку по малку, легнува и заспива. Сега ми е јасно. Па таа си има свој принц. Па така, таа си има свој принц, а ти си имаш твој принц. А кутрата јас, што ќе правам? Ако не го најдам, моето црвено јаболко. Плачеш, Снежана. Моето црвено јаболко. Не плачеш, зошто плачеш? Не плачеш. Како да не Ама наместо да седиш овде да плачеш, најдобро би било да станеш, да тргнеш да си го бараш тој твој принц. А каде да го барам? Јас сам. Навистина? Да. Хајде, оди ме добаш. Каде да го барам? А, сматното Кажи на мене, а само сме, го најди таа зелени и се може. In a perfect storybook, the world is brave and good. A hero takes your hand, sweet love will follow. But life's a different game, the sorrow and the pain. Only you can change your world. Сончице, мила моја, откаде ти овде? Еве, Белашка си го бара мојот Петар. Зар вие не сте заедно? Па точно е дека секогаш сте заедно, ама сега го нема и не можам да го најдам. Што бараат за тебе Снежана и Трнорушка? Тоа е долга приказна. Но, што ќе правиш ти овде со нас? Па јас тажна макијата и незините две керки ми го извалкаа мојот балски фустан, тажно јас. Навистина. Потоа дојде добра да се молила.
И му сакаше да ме претвори во другава граница, дојде другата од дворецот. И што се случи потоа? И потоа ја однесе добрата самовила и ми го остави оно волшебно ставче. Волшебно стапче. Навистина, тоа е она волшебно стапче. Но што ќе правиш ти со ова волшебно стапче кога немаш ниту принц, ниту кочија? Па ташно, јас не знам да го користам, што ли да правам со него? Тиквите ми ги претвара во краставици, а гловците во жаби, ташно, јас што ли да правам? Немој да плачеш. Немој да плачеш, ајде, двете, ајде, тргнеме, барате и вашите принцови и мојот Оди. Имаме со тоа стапче, немој нас да не претвориш во глувчиња. Зошто не си ги уништил принцовите? Зошто? Кога ти дадов толкова мог? Ти рекол да ги уништеше, да ме послушаше. Сега ќе беше познат. Најпознат на целиот свет. Ама јас не сум лош. Јас не можам да уништувам принцеви и бајки. Па што ќе прават децата без бајки? Доста! Со тебе или без тебе? Јас ќе ги уништам сите бајки. Ама зошто? Зошто ти се криви принцезите и принцевите? Па тие се толку заљубени и малите джуджиња и тие сакаат да живеат. Ти рекол да молчиш. Доста ми е мене од сите бајки во кои за се сум јас крива. Лошата вештерка, злобната вештерка. Од сега јас ќе владеам со бајките и сите ќе прават како што сакам јас. Ама тоа не е во ред. Што ќе прават децата без бајки? Ти рекол да молчиш. Тебе ќе те истерам од бајките. И принцовите нема да постојат повеќе во бајките. Има сите да ги уништаме. Не дозволувај, Петар! О, колку се многу досадни. Немој, Петар, не дозволувај, Петар. Не разбирам како може некој да ги сака. А ти, Мари, наместо да ги браниш принцовите, оди, доведи ми ги принцесите, па да завршам со нив. Немојте се, мамо, зашто принцесите? Немој. Оди, од сега јас ќе пишувам бајки. Мои бајки. Колку е страшно овде! Нема, Снежана, не плаши се, па сите сме заедно. Но јас се плашам. Јас не се плашам ни од мракот, ни од оваа густа шума. Сите стравови сум ги преживеала од лошата мака и незините две ќерки. Ајде, дојдете, одиме заедно. Колку гледам овде јас. А де сте тргнале вие? Господар нова темна и густа шума, сега сите ќе виделам Ти Црвенкава ја бараш волко? Црвенкава? Да. Па ти наистина си многу паметна. Јас ја барам мојата Црвенкава. А каде е Црвенкава? Волку, мислам дека ја земела лошата виштерка. Не. Мојата Црвенкава никогаш не би отишла со оваа злобна вештерка. Ама Волку, мислам дека колку му е отишла до куќата на папичка, таму ја земела виштерка ти ја земала. Не, што да правам јас? Знаете ли што? Се досети, може ли јас да дојдам со вас? Не. Ама, јас ги знам сите патеки низ оваа густа и темна шума. Можеме да ги ослободиме сите принцеви. Ве молам.
Ако ја земеш оваа тренорушка да ја носиш... Ќе ја земам, но треба да биме тивки. Ајде! И каде е мојот Петар? А каде се нашите принцеви? Тишина! Што сте се развикале така? Сите сум ги заробила, а сега и вие ќе бидете мои гости. Нема да можеш. Нема да успееш. Сега јас тебе ќе те уништам, лоша вештерке. Заспана една, ти мене ќе ми се закануваш. Ти го нема принцот да те бакне, па ќе ми се закануваш. А ти мала, што бараш ти? Па јас си го барам мојот Петар. Да не е случајно при тебе, оној малиот, лекочот, со зелена капа. Малиот со зелена капа. Него нешто го нема кај мене, тој сигурно се е загубил во густата шума. Но по-густо се расправате вие. Јас секако ќе ги уништам сите бајки. Нема да можеш. Нема да успееш. Сега ќе видиш ти. Само кажи, каде се нашите принцеви? Тоа никогаш нема да ви го кажам. Штом се правите толку паметни, одете сами, најдете си. Пријатели, мислам дека има покриено во незиниот дворец во незиниот замок. Кај си ти, пријателе мој? Звончице, ја видов вештерката каде ги заробила принцевите, а за сега сум јас крив. Па ти си крив, ти реков да не одиш со неа. Ние дојдовме да ја ослободиме Црвенкапа, но вештерката не бе сретна. Слушайте внимателно. Јас го знам патот до незиниот дворец. Тргнувате по мене. Ајде. Дојдовме да ги ослободим сите принцеви и сите сретни бајки. Децата тоа го сакаат вештерке. Како е тоа можно? Тој го направи тоа. Види, малечка, тебе требаше да ти дадам јаболко. А Томаш, ме кажи Томаш, каде се нашите? Да, кажи ми каде е мојот принц. Сите сум ги заробила и ќе ги претворам во жаба. Но тоа не е во ред вештерке.
Од што? Од лошоти. Сите му мајките прават добри работи. И јас сакам децата мене да ме сакаат. И јас сакам да им се допаѓам на децата. Вештерке, за да им се допаѓаш на децата, треба добро да се однесуваш кон нив. Треба да бидеш внимателна со децата. Треба да ги сакаш како што ги сакам и ние. Тогаш и тие тебе ќе те сакаат. Така е, вештерке. Погледни ги децата како нас не сакаат. Вештерке, не треба веќе да бидеш толку лоша и злобна. Но ако не сум лоша и злобна, мајките тогаш нема да постојат. Не, вештерке, не. Децата знаат дека бајките се само бајки и дека во нив можат да сонуваат, да мечтаат и да ги слушат нашите доживувања. Затоа сме ние важни, но тоа не значи дека ние меѓусебно не треба да се Сакаме! Ние секи ти простиме, само ослободи ги нашите принцеви. Добро тогаш. Евете ги Петре клучевите. Сега јас останам сама. Што ќе правам сама сега? Вештерке, па што ќе правиш сама? Јас предлагам да ги викнам моите пријатели и заедно да ја чекаме новата година. Навистина? Да. Па ајде тогаш. Ајде, викај ги. Да. Пријатели, дојдете преку овде, пријатели. Дојдете, па зарем ќе оставиме вештерката овде. Сама да ја пречека новата година? Не. Заедно да ја пречекаме. сите заедно. ја променија приказната цела. И затоа во овој полноќен час подароци ви носам и на вас по една приказна мала и секој што би ја прочитал, порака би му дала. Само добрите дела би ја спасиле планетата цела. И затоа во овој полноќен час, ајде сите
Песна да запеме на цел клас.